Се наоѓаме во село Радање, Карбинци. Мартин Коцев е 30 годишен татко кој има сопруга и 2-годишно детенце. Тие навистина живеат тешко. Тој е домазет во куќата на неговата сопруга. Немаат за храна, тој е невработен и навистина им е потребна помош да им најдеме место за живење каде што ќе може ова семејство да живее среќно. Најде да ја слушнеме неговата приказна. Стефанија Коцева од селото Радање, Штипско, со солзи раскажува за незиниот тежок живот. Доволно е само да ја погледнете во очи неа и нејзиното дете и веднаш ќе разберете колкава болка лежи во нејзиното срце. Таа не живеела лесно и пред да се омажи, но сега повеќе жали судбината на нејзината 2-годишна ќерка Софија, отколку сопственото мачење и гладување. Поради лошите услови во селото Крупиште, каде се омажила со сопругот Мартин, каде 5 години нема струја и во 2 соби живеела со деверите и свекрва си, се вратила во родната куќа поради бебето, каде во една соба во која има само 2 кревета и телевизор, живее со малата и со сопругот. Во истата соба спие и незината мајка. Во другите 2 соби спијат незиниот брат со попреченост, татко и чичко. Куќата е претесна за многучлената фамилија на Стефанија. Стефанија вели дека некогаш нема ниту за млеко, па моли од соседите макар 100 денари за да може да ја купи храна на Софија за да го помине денот. Таа вели тешко е да гледате како детето ве моли за залчелеп, а вие не можете да му го обезбедите. Затоа овие млади луѓе замолуваат ако може државата да им помогне, или со мал социјален стан во градот, или хуманите луѓе да им овозможат изградба на макар 2 соби во селото на Мартин, Крупиште, каде има плац за изградба на нов дом, во кој на Мартин би му било поблиску до работата и побезгрижно би живееле сите како семејство. Живеете тешко тука во твојата родна куќа. Тешко ми е. Тече ми секаде куќата. Падат ме од куќата. Не пушта да живеем оваа куќа. Падат ме од дето, викам, одете си, нема шанси, вика, да се ето оваа куќа, вика. Нема кај да живееме. У Крупиште нема место дека да седем. Там съм мъжена, ма нема кај да седем. Там има само 2 соби, нема кај да седем. И тука цела куќа ни тече. Нико ни тече тамо. Тука ни тече. Секаде ни тече, нема кај да живееме веќе. Трава немаме. Маш ми од Крупиште, од мајка му си има барем 2-3 вреки трава. Донесе барем на дето. Чат-пат се снајдеме со нешто, некој дрвци да запалиме оген, да се стопле дето. Неме, ретко имаме дрва, неме. Секаде ни фура, печам ни фура, па вратата ни фура. Не можеме да се сгрееме, дето ми се разболе. Немам пари веќе да го носам. Никаде не работам, немам пари за да го однесам на лекар. Немам ни да го изгледам како што треба, само млеко пие. Немам пари за јадење да му купам јао, тоа за мене си снајдам. Немам што да јадам, 2 дена трпам, немам што да јадам. Мама зима 8.000 денара, нема што да прави, струја плате, вода плате. Нема што да прави на дето, памперс купе, млеко купе, нема што да прави. Само со млеко го храниш детето? Да. Со млеко купувам му по 2 пакета млеко, хранам го само со млеко. Чат-пат кој имам нешто и да ги давам, ако немам, нема дека да му дадам. И ја не сум јадела онаа ден, не сум јадела веќе цел ден, не сум јадела од сабале до онаа сабале не сум ни јадела. Трпела сум, само гледам дето да ми јаде. Ако треба на мене, нема на него, нека има да јаде. Ја не сум ни јадела, така ми е слаба крвта, не можам да работам, тресе ми се цела душа. Ако земам нешто да работам вака по дома, изморам се, тешко дишам. Почнам да се изморам, што изчистам дом. Не можам дето да го земам у раци, тресат ми се нози и раци. Не можам да го држам, оно се сака у раци да го носам, да го шетам.
Не можем да го носим. От ми се тресат ръцете, не можем. Немам сила, плава ми кръвта, не слушам. Имате проблеми со слухот? Имам проблеми со него, имам одено ше одамна. Имам на лекар носено, ама тоа уште одамна имам одено. Много одамна. И оди там ше оди, кажа ми, вика, треба в Скопје да те однесат, вика, за да те прават операција на ушите. А јас викам, не сакам да ме прават операција, нити се плашам, неќем да ме прават ништо операција. И после тоа они кажа, вика, ако не ќе ти даваме парачиња, вика, барем со ти ќе се служиш. И дадеа ми шо ми дадеа без пари. А ти треба да ги платиш. Ама без пари ми ги дадеа така. И носи ги колку шо ги носи, веќе не ги носам, изгуби ги. И двете ги изгуби, немам со шо да слушам, слабо слушам. Кога пуштам телевизор да си гледам телевизија, не можем да слушам, пуштам го до крај, не можем да слушам, не морам да го пуштам до крај. И они викат, зашо го пушташ толку до крај? Ама не можем да слушам шо зборат. Например, ко пуштам некој филм, некој песни, ко слушам и не можем да слушам и морам до крај да го пуштам, за да не можем, за да слушам. И оттамока чичко ми Борче вика на мене, дој пијан, вика, зашто си од толку ракнала телевизора, вика, не можем да спием, вика, одам на работа, вика. А ти си имаш проблем здравствен. Но најголем ви е проблемот со секојдневниот стрес, што немате каде да живеете. Да, нема каде да живеам, пада ми. Како кога сте во најтешката ситуација, кога не може да се снајде ниту твојот сопруг Мартин, како се снаоѓаш, а да не може да донесе ниту млеко, со што го храниш твоето детенце? Па го немам млеко, нешто најдам, земам лепче, нешто му дадам. Барем некој паштетко од 20 денара му земам. Колку што имам пари, толку 30, 20 или 50, земам му некој паштетка јаде. Оно се сака млеко. Ако немам пари млеко, барем се најдам од некоја жена, земам 100 денара, нели они се 85 денара тук. И земам едно млеко и спие го до вечерта. Утро дента немам млеко. Не можем да се снајдам од секој се да ми даде на мене млеко за да му дадам. Они викат и ние немаме, вика, одека, вика да ти најдеме, вика, секој ден, вика да ти дадеме, вика. Немаме, вика, шо да даеме, вика, и на нашите деца шо да јадат. Но само млеко не може да го држи, детенцето веќе има 2 години, треба да се храни со цврста храна. Да, ма не можем да го држам, оно се сака ураци да го зимам, ама ја не можем, и оно се сака млеко, а јас не можем се млеко да му давам, оно леп викам да јаде, не ќе лепо, и оно се сака на вика на тоа млеко да пие. И тогајто, оно почна да плаче, оти немаше млеко, почна да плаче, мора да му дадам леп да јаде, не ќе леп. Зема таквото, зема само паштетката, изеде леп, не ќе да јаде, сака млеко. Изеде паштетката малку и млеко почна да јаде. Не можем да се најдем со млеко. Чат пат одеме со мама преку еден месец, земеме се социјално. Земеме социјално што земеме и она земе еден пакет млеко, земеме памперси. Оне купеме тогајто и оно ко има пие, ко нема, леп му давам да јаде, шо да правам, немам ништо друго да му дадам. Сигурно ви е тешко и за супругот што оди никогаш пешки, оди до првиот автобус 15 километри. Да. Навечер после трета смена доаѓа тука да ве види. Да. Он не може и он да се дома. Што да прави? Оде барем колку толку работи, барем нешто, он идува искара некој динар за детето, земе, купе му млеко, дојде од крупиште пешки навака да дојде за да му донесе на детето млеко, памперс да му донесе, па после ко треба па дојде на работа, врне се пешки, па отиде и он не може со нозите, отиде пешки до Балва. Од тука пешки до Балва. А он не може, вика, не можем, вика, и жено, вика, зболат ме нозите, вика, не можем, вика, и јас да одам веќе, вика.
Ја му викам, па што да правам, викам, јас не можам, викам, да доаѓам за да го земам, викам. И он вика, не се секира, вика, ја како така, вика, ќе дојдам, вика, ако треба пешки, вика, ќе донесам на детето, вика, памперс и млеко само за да има за него, вика. Ако нема за нас, вика, барем за него да има, да го израснеме како што треба, вика. Вика, колку толку се мачам, вика, барем за детето, вика, млеко да има, памперс да има. Ако нема за мен или за тебе, вика, или за брат ти и за мајката, вика, барем нека има, вика, за тебе, вика, за детето, вика. Сигурно И тоа. би ви било полесно кога би се преселиле во Крупишта, Да. но и таму нема услови. Бевме таму кај што бевме, ама ја како се породи немаше веќе место кај да седеме, оно и така немаше место, брат му беше ето за странство, ни седеме во неговата соба, ама сега нема место кај да седеме и затоа сега они таму седе брат му у друга соба, мајка му у другиот брат у друга дека мајка му спие, таму седат они. А нема ние кај да седеме и нема струја плюс таму. А детето сака струја, нема струја таму, нема кај да седеме. Оно ко беше бебе, таму седевме на таквото на електрик, пуневме го многу ностоп кај едни комшии таму за да оно земе, за да има светло, за да не се плаше. И оно после тоа како почна направи 7-8 месеца, не може да седе веќе. Плаче, нервира се, темно, сака телевизија. А немаш, там има телевизија, ама нема струја да гледа. И мораме тука да дојме да седеме, да гледа оно, да има телевизија, струја да има. Ама и тука како што треба не е. И тука бранат ни таквото. Куќе да улегнеме дека што треба. Седеме оваа соба, падат, не дуват, не карат, не знам што нешто не се ни кажали. И во оваа Неќе. соба нема Нема кај да седеме, Регал. брат ми у ладна соба спие, ја и дето тука спиеме, маш ми спие тука, мама таму спие, нема кај да спиеме. То наму ладно собата, Мартин спие таму у таа соба, нема кај да спиеме. Мартин спие на земја? Не, маш ми тука спие со мене, ама дето спие на тај кревет со мама, нема кај да спиеме. Во една Чат пат соба. ја ако нема место, оно ко сака да спи тука со татко му, јас земам да си постелам доле, оно ако треба нека легне на крет, јас си постелам доле да си легнем, нема кај да спием. Ладно наму, нема кај да седеме. Брат ми вика, ладно ми вика, нема што да правиме, вика. Драги мои, денес се наоѓаме во хотелот Лимак и токму на огромно задоволство тука ќе пренесеме многу важни цели и проекти кои што ги прави големиот хуманитарец Али Февзи. Добар ден и добро дојдовте во нашето издание. Ние одамна се познаваме, соработуваме, но еве денес беше моментот да се сретнеме и да ги споделиме сите оние заеднички проекти кои што и вие преку Срце на дланка ги имате направено, но и оние идни проекти кои што допрва ќе следуваат ете во новата година, но и до крајот на оваа година. Пред се благодарам што ме поканивте. Чест ми е да бидам во вашата емисија. И веќе имаме неколку години заеднички некои програми, некои проекти што вие покажувате дека стварно на некои фамилии треба да им се помогне и стојавме во вашето расположение и сакам секоја семејство, секој што има услови да помогне, нека помогне ранлива категорија и затоа и дојдов во вашата емисија. Благодарам. Задоволството е обострано. Она кое што сакам да го зборуваме денес е токму семејствата кои што ги снимавме во Срце на дланка се опфатени од вашата хуманитарна организација. Но прво да кажеме, хуманитарната организација на Али Февзи Биди Али, Да. од кога постои и кога одлучивте или знаевте дека е моментот дека треба да се почне со хуманоста? Целиот живот сте хуман и пред организацијата помагавте или имаше некој пресуден момент за тоа да го направите? Значи, ние фамилиарно, татко ми и дедо ми сме веќе хуманитарни во Македонија и во Скопје, но мене ми се случи и семејството пред 10 години, точно сега ќе направиме 10 години на 21.11, што имавме големиот пожар и од тогаш кога бев скоро 2 недели во токсикологија во кома и од тогаш реков дека чим Господ ме создал и ме оставил да бидам жив, од тогаш почнав да помагам и се надевам дека
ќе до последниот здив во моето живот, во моето тело, ќе помага на раннива категорија. Предходно не помагавте? Требаше да се случи таа ова несреќа? што се случи, што остана во жив, значи сум помагал и многу пати, но не било јавно. Затоа што ја работев скоро 10 години во Виена и многу семејства со идеја да работат во Виена, нема каде да спијат, некој спие кај мојот стан, некој па ги сместува во други фамилии и не оставав некој на улица да види. Затоа што 10 години кога работиш во Виена, веќе имаш свој кроки, своји корени во работата. Значи 10 години со активна хуманитарна работа, паралелно со онаа примерна професија која што ја имате. Да, како професија како вербер. сум бербер, да. А во Виена работев со жени и со мажи, ама тука во Македонија, во Скопје, во мојот дуќан, да речеме, строго работам со машки фризури, но доаѓаат некогаш и господи што сакаат да ги средам и не ги одбивам. Одлично. Верувам дека и дел од луѓето кои што имаат потреба и бесплатно. Тоа кај мене секогаш е тоа, затоа секој ден имам луѓе што ги средувам, ги дотерувам, некогаш и топло оброци пред дуќан им давам. Значи секој што ќе дојде во мојот дуќан и може и самите ги гледате во мојата видео или групата, дека хуманоста не само што го правам, не дека ми е реклама тоа, сакам да направам голем поттик на луѓе да се обединат, да се помагаме еден на друг, затоа што видовме веќе во Македонија се покажува дека тоа што го направив е благодарност и од народот и од хуманите луѓе, што еве вчера имав една ситуација, човек беше избркан од дома со исечена нога, со ампутирана нога, на ова зимско време се јавив до господинот, може го заменик министер за труд и социјала господинот Кјоко Велковски, му се јавив да го замоли да го знаме лично од Чаир, го замоли да помогне, пушти екипа, го собра, го однесува во Чичено село. И тоа ми беше еден голем поттик, не само заради мене, дека многу луѓе што ги видиме во улица надвор, да им се помогне, тоа што не знаеме утре како паднале, може некој друг да падне во таква ситуација. Сигурно многу помирно и поубаво спиете кога ќе направите како вчера такво дело. Бога ми, тоа нема цена за тоа, затоа што хуманоста треба да беше во душа и во поттикот и во покажувањето, не само пред луѓето ја ќе го направам, туку направам некогаш и тајно, ама направи го, не го остави некако да остане без леп или без било што. Она кое што сакам сега јавноста да ја запознаеме е кој беше вашиот прв хуманитарен проект? Како започнавте? Која беше прва хуманна цел? Поттик беше, значи тоа беше како нешто од Господ тој ден да се покаже, кога беше време на корона, кога продав мојата лична кола, BMW имав джип, ја продадов за хуманитарни цели, за раннива категорија на народот. Луѓето ми се збунија, ти си нормален во време да продаеш кола во време на корона. Ако реков, така ми покојниот ми помогна, тоа што имав два джипа имав. Едно да рече продај го, вика чиме така се направил, вика се останал жив во тие 10 години што се заработил, си имал пак и да ќе врати Господ и така почнав, поттик имав, дај на ова семејство, дај на тоа семејство. На време на полични час трчав да стигнам порано, да не затварат улици, сум возел некојаш и може некој ќе каже се, некој полицајски каже, сега го кажува што некој сум возел побрзо само да стигнам, да не на време да нема полички час. Значи првите хуманитарни акции ги правевте од сопствени пари, од сопствени средства? Да, значи мој поттик беше од сопствени пари, после луѓето се јавува, али отвори вака, направи сметка, отвори да помогнеме ние, да направиме ние, да помогнеме. И веќе јас немав што да правам, имав еден новинар од тогашното време, дневник беше, тој господин Бранко ми сликаше со тие 3 јатрви што ми доаѓаат од дуќан, со 8 деца, тоа тие 24 деца се, и тие беа тоа време без таткот си беа во затвор и нема кај да одат. И ми доаѓа од дуќан ме тропаа. Ги гледаш за нигде, немаат ни облика, немаат ништо. Ја тогаш почнав со нив да помагам, тој ме вишол, ме сликал и после ај може уште една слика со тебе јавно, ај викам јавно и така почнавме после. На слободен печат го имаше. Да. Така се прошири на социјалните мрежи вашето име, а потоа и низ цела Македонија. За време на короната започна да се емитува и Срце на дланка и тогаш обслужувавте неколку семејства кои што се емитуваа. Се сеќавате ли? Значи, една емисија што имавте во ваша страна која ми пративте дека сега може и тие знаат и самите, во Решани кога беше на фамилија дека немаат ни храна, немаше ни бурек, не јадел детето, тогаш вие го објавивте преку вас, ја земав објавата. Во Зелениково? Во Зелениково, Решани, да, што беше. И тогаш отидовте, значи
таа куќа Цвета Кузмановска. ја изреновиравте, ја направите со пела техника, сите работи, кога отидов да видам дека тоа што го ветивте, го исполнивте, и тие деца да се изнадија со мене, вика, Али, вика, многу помогна, викам, ја не помогнав, хуманитарноста Господ ви помогна, викам, и ви прати луѓе да помагат. Како помогнавте на тоа? Со што помогнавте? Значи, ова што го направивте вие, што ви објавивме, тогаш објавивме и мојата група и вашата група што бевте Срце на дланка, сите се јавува кај вас, се јавува и кај мене да помогнеме, и до тогаш кога дојдов ја вториот пат да снимам, дека стоевте на збор дека сте го реновирале целата куќа. Тоа се виде. И со апарати, И со апарати, и со скали, што беа надвор све. И ден денеска, кога ќе поменам некојаш ќе застанам, се заблагодарам од ваша страна. И плюс имаше еден случај, колата немаше тој кола, дечкото, татко му дадеше на детето, и од целото собрале пари му купија кола и на него, за да може да се развие, затоа што имаат дете што имаше со некој посебен болест. Со епилепсија. Епилепсија, да. Да, добро се сеќавате, Да. но имаше и на многу други случаи. Случуваат во Ова Секулица. во Скопје беше блиско и идам од мајка ми е потекло од Зеленикова. Емотивно ве Емотивно, влечеше да и помогнете. како бегова фамилија сме ми од Зеленикова, и тогаш татко ми и мајка ми кажуваа многу пати за Зеленикова, и затоа и ми даде поголем поттик да помогнам во тој дел на Скопје. Но тоа не ве спречува да ни помагате надвор од Скопје. Значи, јас благодарен пак ќе кажам до Екологисти Карго, што ми дава голем поттик да помогнам со нивните карго услови. Значи, сите луѓе што сакаат да пратат пратка, било алишта, било храна, било со некој помош, преку Екологисти ни праќаат карго бесплатно, и плюс јас преку Екологисти Карго праќам по сите градови, сите семејства кои што им треба бесплатно. И благодарен ми дадо еден голем простор во магазиниве, кај што сега веќе можам и алишта да ги оставам таму, и бела техника оставам таму. Каде ви се наоѓа магазинот? Магазинот е во автокоманда. Сакам да се заблагодарам до Игор Гешовски, што е директор на Екологисти Карго. Да, ние и постојано и со таа компанија имаме соработка, и исто така нели се испраќаат на социјалните семејства, бидејќи тие немаат средства да го платат каргото. Се испраќаат пратки. Многу ретко такви луѓе хумани се појавуваат. Ја би сакал да кажам, пак ќе кажам, можда некој ќе ме критикува, дека во Македонија 10% живеат во тие 90% што може да очекуваат, од тие 10% може да ги нахранат тие 90% во Македонија. Сакате да кажете 90% се сиромашни? Да, 90%. А 10% 10% луѓе што се мокне 10% во Македонија, што можат 90% во Македонија да ги нахранат без никаква помош од држава да попарат. А имаме ли хуман народ, хумани поединци? Веќе се покажа дека од после короната се покажа дека народот, кога беа сите изолирани дома, се покажа дека може да се помага еден на друг, дека без човек со човек не може да биде. Јас слободно ќе се изразам дека можеби вие бевте предвесник на хуманитарните организации, од како почнавте да ги формирате, ја формиравте Бидеали организацијата, настанаа и другите хуманитарни организации, како да им го отворивте патот и на другите луѓе да бидат хумани. Значи, ако добив... Барем јас така чувствувам. Кога добив награда за машна година на социјални мрежи, тогаш кажав јавно дека не само Али, и Аци, и Владо, и било кој некој да се отвори, да помогне во Македонија, затоа што има доста семејства што се раниве, каде што не ги гледаме ние, што се срамат да побарат помош. Пак ќе кажам, во Труд и социјала, Министерство труд и социјала, нека инспекториве нека ги поминат, нека ги не гледат во семејства кои што живеат, како имаат услови, некој има со 2 дена не јаделе, не пиеле, им се празни фриждерите, никој не ги гледа, не ги следи. Тоа треба да поминат, да видат. Знае. Можеби ете ваквиот начин на живот и наталитетот е во стагнација токму поради ваквата социјална положба во која што се наоѓа Македонија. Тоа е, да, се гледа и самите се плашат да влезат во брак, да создадат семејство. За жал, во мојата организација, кој семејство што ги помагам, се повеќето ранлива категорија, повеќето семејства се разведени, што нивните деца некогаш не знаат на која страна додете, не по мајка или по татко страната, и остануваат на место некогаш на лоши патишта, ги гледаме сите млади како некогаш остануваат, паѓаат во затвор, или па ги гледаш починале без услови, починале без влегли на некои лоши патишта. Но тоа што ти кажува, владата и Министерството труд и социјала мора да земе некои мерки, да види зашто се разведуваат семејствата и да им дадат услов да не се разведуваат, да ги носат на некои едукации,
дали некоја што им треба, дали финансиски, дали психички некои проблеми се имаат, но да дадат некоја мерка да не се разведуваат. Тоа ми е мене поттикот и ја кога ќе видам дека семејства се множиле, не се разведуваат, децата не им паѓаат во лоши патишта, тогаш не само ја, било кој да е во Македонија ќе се израдува. Одлична поента. Ние во нашата емисија, оваа пета сезона, освен студиското гостување, имаме и третираме семејства и целта ни е да помогнеме на што е можно повеќе семејства и оние што ќе ги прикажеме да бидат ситуирани, односно со изреновирани домови. Токму тоа во продолжение сакам и да го погледнеме и да видиме како се одвиваат работите во семејството кое што го погледнавте минатата недела. Уште одамна, откако останува како самохран родител на 3 малолетни деца, на Даниела Сребреновска од Злетово и започнува тежок живот полн со несигурност, болести, безпарица, солзи и неизвестност за новиот ден. Со години живее во домот на родителите каде ги расте своите деца. Даниела поради сите проблеми и нарушено здравје зема боледување од работа, а поголемиот син, Дејвид, има аутизам, епилепсија и веќе толку нарушен вид што ако наскоро не му биде изведена итна операција на очите во Скопје, му се заканува и губење на видот. За таа операција на Даниела и се потребни 3500 евра, кои самата не може да ги обезбеди. Со слаб вид и кревко здравје е и низината ќерка Меланија, на која исто така и е потребна посебна нега. Ја не сум на работа. На болување сум. Медија ми работа и мога да снилци, осага терапија сега физикална. А зошто сега се натажи? И што ми? Зошто? Ти е жал за децата? Борам се, уможувам. Тоа е. А што им фали на децата, освен, со здравјето што имаат проблем со видот? Ништо не им фали. Девид, има аутизам. Да, Девид, аутизам имам. Оде ми на контроли. Тоа е, нема што да правам. Освен што има оштетен вид, тој е аутистичен, со аутистичен спектар. Да. Има и епилепсија. Девид. Но сега поради операцијата која што следи, ја собра храброста и јавно да излезеш да побараш помош од народот. Морав. А не можам. На друг начин. Се секираш кога плаче мајка ти? Да, Често плаче? да. Зошто плаче, Злато? Оти сака да се оправи Девид и да нема Да не биде болен, да гледа убаво? да, Сигурно и тебе тоа ти е најголемата желба. да. Тешко ми е што носам на чај, сакам да се оправи. Што ти е најтешко? Што те мачи? За операцијата на бато. Парите. Да. Зошто? Се плашиш да не ги соберете, да не го изгуби видот или од што се плашиш? За видео. Да не го изгуби. Сакаш брат ти да биде здрав? Да. Тешко ти е што живеете вака? Да, Најавно се и договорам со момите за помошта за Девид. Ги сога се парите. Сега имаме на дома една молба, ако може да ми се направи рекламу. Винаги само е користното оскладиште и за сака да се замисли и се други работи. Само тоа ми е жалко, за да може да ги станам работите за подобро. Ја, дедото на Девид, со пуна благодарност се заблагодарувам на сите донатори што ми помогнаа за операцијата на Девид.
на фирмите, на обичните донатори и на роднини, на пријатели, на сите оние кои ми помогнаа. Пуна благодарност од се срце. Навистина има се уште многу ранливи семејства, посебно самохраните мајки, многодетните семејства, тие ќе бидат и поента во оваа пета сезона на Срце на дланка. Сигурно го погледна овој случај со Весна Димовска, има несрекни семејства кои што преку ног губат се, како што е семејството во Волково и семејството кое што до ноќта на 23 октомври имаше куќа, а веќе од 24 октомври остана без темели. Но имате и такви амбиции да помагате и на тој начин? Финансиски помагате или само преку облека, мебел и храна? Значи, финансиски ако помагаш, тоа е како подкупување на некој сиромас да збори добро, лошо или нешто за тебе. Затоа што со храната, со алиштата, со мебел се трудам колку што можеме да помогнеме. Сега Градежни материјали. И градежни материјали нормално тоа ми е поттикот. И сега направивме девојче госпоѓа што работи, што помага хуманитарно волонтерка во Бидеали, извади книга, се таа книга ќе се промовира во Веро маркетиве и ќе се продава, затоа што таа книга што ќе се продава ќе се купува храна за ранлива категорија. И јас затоа и се воодушевив госпоѓата што е самохранлива мајка, што се бори за себе и за ќерката нејзина, и ми беше поттикот тоа да помогнам и ги замолив институциите што ми се околу бизнисмените, помогните луѓе да прифатат нејзината книга да се на голем тираж да биде и во Веро маркет да се продаде. Благодарам до Петар Денковски, директорот, што и он ми дозволи. Како се вика книгата? Волшебни зборови мислам дека беше таа книгата, ама тоа е поетска книга, затоа што во книгата не само што е поетски, туку покажува некои зборови што можеш да го читаш и да размислиш дека стварно некои луѓе што патат во животот, некогаш не треба да се откажат од животот, пак треба да се борат. И тоа и јас да не се прифатив. предаваме. Да не се предаваме, тоа што не знаеш денес како си паднал, може утре да пак се дигнеш. Тоа све зависи од Господ и од вербата во својата душа. Жената која што преку продажба на нејзиното дело ќе помага во сите оние категории кои што се опфатени во хуманитарната организација Бидеали. Како дојдовте во соработка со Али Февзи и колку долго трае таа соработка и што е следно? Па, јас Февзи го запознав сосема случајно. Бев волонтерка додека Февзи имаше камп за помош пострадани во земјотрес во Турција. И не го запознав лично тогаш. И ја бев волонтерка на тој камп. Меѓутоа се случи сосема случајно, однесов преку еден пријател заеднички, однесов некои работи таму да помогнеме на одредени луѓе. И имав така, нели, алишта, не знам, такви некои работи. И тоа беше пред година и половина. Па 3 февруари 22. Така нешто, да, однесовме тие алишта и се запознавме со Февзи. Потоа видов дека јас во тоа време останав без работа, видов дека бара соработник. Му се јавив на истиот тој пријател и викам, па добро, препорачај ме, знаеш дека сум без работа, ќе ми биде навистина мило. Како ви да помогна? бидам дел од таа организација и да бидам дел од сето тоа. Сега сте вработени во хуманитарната организација? Па не буквално вработена, повеќе како волонтер, како соработник, ети како волонтер. Но можете да живеете од Се трудиме, се трудиме. Меѓутоа, стварта е во тоа да, искрено, моја желба од секогаш беше да помагам, да можам да помогнам на некого. И јас денес, ако имам да ручам, треба да има уште некој. И тоа ми беше цел да никогаш да не земам од некого вишак, ама да дадам свој пола. Како самохран родител, знам што е глад, што е да се нема, што е да се не може, сето тоа го поминав и тоа е еден трнлив пат. Една голема борба. И А кога ја напишавте книгата? Книга ја напишав, ја спремам веќе 3-4 месеци, меѓутоа јас пишувам од своји 7 години, како што научив да пишувам. Тоа е мојата љубов, така и хоби и се, и зошто да не, ако веќе имам можност, зошто да тоа не го направам за луѓе кои што
немат ништо и ете да направиме едно хумано дело. Да, може да ја испромовираме книгата. Да, секако книга ќе биде продавана во Верамаркети. Колку ќе чини? 250 денари е. И Тоа е тие поетска книга со песни? Да, тоа се песни, поезија е безушност во прашање, лирика, малку помалце е застапена на овие простори лирика како лирика. Меѓутоа, јас ја користам, така сум научена, затоа што се школував во Србија и таму не е песна, ако нема стих. Така да, ќе бидат застапени во Верамаркети и сите приходи од таа книга ќе идат во хуманитарни срхи. Како планирате да помагате со заработените приходи? Па да, сите приходи, значи јас ја isfinansirав самостојно печатење, да, сето тоа. Позади мене секако стои огромна помош на господин Февзи. Стои позади мене моето семејство, кое што ми е безрезервна подршка и јас не можам, тоа е онака... Позади секоја успешна жена стојат две баби кои што го чуваат детето. Тоа е факт. Задолжително. Да, тоа е факт. Меѓутоа, јас да немам нивна помош, ја не би можела да живеам вака како што живеам. Така да... Верувам дека кога ќе помогнете преку вашиот труд на неколку семејства, уште повеќе ќе сакате, па можеби ќе напишете и некоја книга за хуманоста, за... Па да, тоа се спрема веќе полека. Тоа се спрема следна година, имаме во план да издадеме уште една. И хуманитарно-културен Феникс се вика здруженијето кое што стои позади мене и кое што е издавач на книгава. Така да, ете, во соработка со сите нив имаме можност да настапам вака хумано и да можам да возможам на некои луѓе барем нешто малку подобро. Па безвременски волшебник е вздушност обичен човек. Представен низ розови очила на една влюбена жена. Што сме сите ние без љубов, нели? Љубов, почит, разбирање, емпатија, тоа се основните зборови Токму за... Токму така. Љубов е темел на сите останатите емоции, љубов е темел на се што може да не раздвижи онака и љубов е една енергија која што јас ја носам во себе си. Па дури и да сакаме да помагаме и да бидеме хумани, мора да имаме љубов во себе. Огромна љубов, да, кон луѓе, кон сето тоа и јас едноставно можам да го представам безвременски волшебник како обичен човек кој што го става своето срце на дланка. Така да сето тоа има своја поента. Ќе ја прочитаме, ќе ги поканиме сите да купат по еден примерок за да може што е можно повеќе семејства да добијат топол оброк, топла постела. Да, можеме да ги израдуваме што повеќе семејства. Едноставно не е тоа ништо, тоа е, што би се рекла, едно кафе. Денеска луѓе многу тоа, ќе излезат у кафуле, ќе се напијат кафе, не ги видат тие мали, да кажем, невидливи луѓе, кои што може спијат некаде на улица, кои што може би сега во ладни денови немат едно чајче да се напијат. Има во некои, прочитав некаде, во некои страни земји имат така некои кафулиња каде што дават луѓе влегуваат и плаќат за себе кафе и плаќат уште 3-4 кафиња за некои бездомници, за некои луѓе кои што не може да се стоплат. Тоа би или оброк или оброкот за некој што ќе влезе, а нема да се го плати. Тоа би било фантастично да постои во Македонија. Тоа би било совршено нешто. Дури има, мислам дека во Босна продавници за бели пецива каде што тие што немаат можат слободно да дојдат и да јадат. Би било добар повик да се отворат такви места или веќе отворените да ги примат оние кои што овие месеци ќе немаат храна. За жал така е, многу ги има. И не знам, процентуално сега не знам точно, ама тоа е една поразителна бројка. Ние не можеме, јас како поединец не можем на сите да помогнем. Но сите заедно. Ама кога секој поединец би пошол од себе си да каже, ја не можам сите, ама еве јас ќе земам еден, јас ќе земам двајца, јас ќе поделам денеска геврек со овој или со оној,
Дури и оние закачалки И што ги има во соседството, Секако, закачување тоа кеса би со било оброк многу би било поинаку. одлично. Тоа би било многу поинаку и не би било гладни луѓе. Верувам дека и сега пред Нова година ќе имате големи проекти. Сега, И мојата интересно да е што големиот проект не што помагате ќе биде- само на македонци, албанци, турци, туку на буквално сите Значи, нации и мојот религии. концепт е без обзир на вера нација, да се помага еден на друг, зашто знаеме дека сите сме гости на овој свет. Еден е Господ за сите. И сега 4-та година поред ќе биде што ќе донирам пакетчиња доларни, беше 500 пакетчиња за дечиња, оваа година се пријавија други мокни луѓе, да речеме како Раде Кончар, сервис што е и он ми понуди, господинот Горан ми понуди да помогне за ранлива категорија пакетчиња, како Веро, како Екологистик и други фирми што се, да направиме заеднички едно 1000 пакетчиња за деца и да ги донираме од 10 декември до 25 декември, да имаме 10 дена луфта за семејствата наши. Веројатно и нашите деца од срца на дланка може Слободно, семејствата кои што сме ги презентирале. Во мојот концепт не само што се од Македонија, веќе имаме и од Украина што се дечиња што се во Македонија, што ми бараат да им помагаме и на нив им даваме пакетчиња. Скоро 3 години поред им даваме, донираме пакетчиња за нивните дечиња, што се знаеме дека и тие се деца избегали од рат и на нив им помагаме колку можеме. Да, посебно мислам дека хуманоста најмногу треба да се разбуди во овие зимски месеци, кога е ладно, кога на секој му треба топла постела, топол оброк и верувам дека ќе има и такви проекти во иднина. Се надевам дека ќе останам, ќе терам понатака и ќе има голем поттик од луѓето да исполнуваат и други хуманитарни организации, не само ја да видам погледано по ова, туку сакав да кажам дека да не оставиме комшијата, роднината, било познат, непознат, да му помогнеме, ако гледаме дека пружил рака, да му се помогне. И не само на луѓето, тока може и на милиничина, на животни што се на улица, и тие се души, тие смрзнуваат на улица и на нив да им помогнеме, на кучињата, на мачињата. И на милениците, И на така, милениците, да. Одлична поинта, јас немам ништо да додадам, освен продолжете со оваа хумана работа. Навистина, правите големо дело, како што започнавме, дека нели добрината не се раѓа од големината, туку големината од добрината. Може да зборуваат кој што сака, сепак ние треба да се грижиме, да бидеме хумани, добри, секогаш со емпатичност, бидејќи нашето малку никому може да значи се.